Многу мина од СДС ми пишуваат или ќе ме сретнат на улица, обични луѓе членови на СДС и ми велат: "Аве Сашо, знаеме дека нашиве се грешни ко трудни ѓавли. Ама зошто не нарекуваш квислинзи, па после и народот не нарекува така нас обичните членови на СДС? Не ли е премногу тежок зборот квислинг или во превод подјермен слуга на странски сили? Аве, другарчина од СДС, бегајте од таму додека уште е време. Ако баш неќете да пребегате во ВМРО, а нема зашто да неќете кога можете да се пишувате албанци за вработување, можете и како комуњарчиња да гласате за ВМРО, тогаш бегајте кај Димче Левица или кај Максо Певица. Не останувајте у СДС, бе, зашто камен на камен нема да остане. А сега да ви објаснам лесно како песна, да не решам да ви го свирнам. Да ве напучам у Александар, што ви напучи сите што ги окупираше на времето. Да не решам да ви го свирнам, тоест да ви го отсвирам песничево лесно. Што е според вас премиерот или председателот на оваа држава ако треба за одложување на рокот за вадење пасоши кој е неуставен да ја праша да кажеме Грција и притоа нема гз да се јави месец дена? Што е тој што прашува странски држави дали може да направи нешто што е од интерес на државата со која што управува? Да не ви го цитирам уставот и законот дека секој оној кој ќе стави својата држава во подредена положба кон некоја странска држава ќе се смета за предавник и подлежи на казна затвор до 5 години. 5 години затвор за квисли? Малце, бе. У времето на Тито немаше за квислици 5 години затвор. Имаше напучуење, ама предстрелачки вод. 3 дена после преката пресуда, после прекиот суд. Ако треба, за да сменат рок на пасоши за кои нивните сопствени граѓани плаќаат 2 рати и чекаат и мрзнат во редови со мали деца по 12 часа, ако треба за тоа да го прашаат Мицотакис, па шо себе тие? Хајде, господа членови од СДС, одговорете. И притоа, пазете, се натегаат кој да му се јавел и тоа јавно го објавуваат како доблест. Демек, еве, ќе ги прашаме грците, бугарите, шо се буните, бе? Ќе ги прашаме најљубезно. И они љубезно ќе ни одговорат: смеете, не смеете. До кој степен го донесува предавството на оваа земја. А Грција, Мадината, не ги чешаат од тој скапан преспански договор, немаат испочитувано ништо. Ама како што тврди поренешниот председател Иванов, се искешираат 120 милиона на домашниве лепотани и чекаат извршување на превземените обврски. А што правиме ако е точно, а 99% е точно дека овие земале пари? Не сме сигурни, значи не можеме да тврдиме, ама еве, така се збори, дека земале пари. Па тоа е предавство од најлош вид. Предавство за пари. А Иванов, кој беше шеф и на македонското разузнавање и врховен командант по долг период, цели 10 години во 2 мандата, сигурно дека ги знае работите од прва рака. Епа, драги мои обични членови од СДС, што се тоа ако не се квиснизи? Да не земаме пример дека непринципиелно е антидемократски советување дека ќе им дадат неограничена власт, каква што гледаме сега од ДУИ и Алијанса, им ветуваат на албанските партии да одат со нив заеднички на избори, на заеднички листи, само со цел да се спасат со албанските гласови. Не ли е и тоа предавство на македонските интереси само за да останат на власт? И после да формираат влада во која ќе има 20 министри албанци, премиер, председател на собрание, а СДС ќе глуми малцинство во некоја си така наречено проевропска влада. Лап лап лап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап, Евростап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап. Не се тоа квислинзи. Не затоа што ќе одат со албанците во коалиција, затоа што само од предавничките причини нивни ќе создадат влада во која малцинството ќе владее со мнозинството поради нивната политика.
Апартхейд, класичен, кој во Јужна Африка пред 30 и кусур години. Или едноставно, зашто некој со 20 пратеници во парламент да има 20 министри? Каде го има бе тоа? Во која држава? Тоа се раководството на СДС, само за да се спасат од криминалот и предасфалта што ги направија во изминативе 7 години. А за тоа како ДУИ и Алијанса владеат, и не треба повеќе да се зборува. Секој ден слушате како владеат, секој ден чувствувате на своја кожа, секој ден има по некој нов скандал. Абе, скандали ве ги прават као да зимаат антибиотици бе на секој 8 сата. Не дочекуваат ни 12 сата, ни 20, на 8 сата бе. Нов скандал. Замислете го следниот член на фондот за иновации од ДУИ земал па си отворил фирма, па сам на себе си доделил грант од 10.000 евра. Се почастил малце. Да кикирики за себе. Абе, за Кири и Рашковски не лежат за истата работа. Ама за Кири не е ДУИ. ДУИ се американско милениче. Зајче со волчи забик од книгите на Стивен Кинг. Милно американско домашно галениче кое кине што стигне и колку стигне. Абе, не ви ги кине завесите? Не ви кака удневна по персијанецот? Државата ви ја распарчуе, море, хеј. СДС веќе склучиле пакт со Луцифер, како ДУИ бислам, да останат на власт. А вие, овци за месо и волна, да гласате за СДС, за да може ДУИ пак да владее. Тоа е вистината, драги мои членови на СДС. И не ми пишувајте веќе, јас немам моќ. Шо можам бе ја да сменам? Јас сум само так. Стендап, комичар, изведувач, сатиричар, следач на состојбите. Јас немам сила. Немам сила да менувам државава политички. Немам таа сила. Освен што можам да ги напучам овие од СДС. Многу јако. Ама вие имате сила. Со вашето пенкало. Па нели бевте државотворна партија? А сега сте државотворна партија. Зашто државата од вас смрди ка твор бе смрди. Смрди сегде. Во Европа и светот. И тоа квислиншки твор. Твор квислинг ги е највише смрдат. Трујат!